Го погледнеме вклучувањето на нашата Марија, која што имаше можност да биде дел од промоцијата на новата единствена химна песната Елек на хорот Фрида. Малку повеќе детали за тоа што се случуваше вчера вечер. Вчера вечер, да, беше промоцијата. Марија тоа го проследи, имаме краток разговор со дел членовите и тоа како помина промоцијата. Нешто за промоцијата на новата химна на хорот Фрида. Имено овој хор постои неполни 2 години и се состои од 120 жени од различна националност и професија. Во продолжение ќе напоменаме нешто повеќе за самата промоција, но воедно и за самата инспирација на новата химна на овој хор. Ово утро сме заедно со Дијана Стојановиќ-Ѓурѓевиќ и Александра Коцевска. Ќе ви посакам добро утро на двете и овој разговор ќе го започнам со госпоѓа Александра. На самиот почеток ќе прашам како се роди самата идеја за создавање на новата химна. Добро утро на сите. Нова химна, меѓутоа таа не е единствена, преходно ние не сме имале. Да, хорот постои година и пол. Во цел тој период и некако созреваше идејата да си направиме една наша песна која што ќе ни биде, да кажам, представителна комплетно на нашите различности, како што спомнавте, многу луѓе сме, многу жени, една женска енергија, така да химната е нешто што навистина не представува. Забавна и единствена. Може ли да напоменеме нешто околу самата композиција на химната? Да, текстот и музиката е на нашата диригентка, уметничкиот директор Сузана Турунџиева. Аранжманот е на Андријана Јаневска и снимано е во незиното студио, Гиневски студио. Интересно е што на промоцијата представивме и ја изведовме за прв пат, меѓутоа тоа што е уште поинтересно што не успеавме да направиме и спот за химната, која што беше интересно снимена на повеќе локации низ Македонија. Најинтересно може би беше на кејот на реката Вардар, каде што така жени, една армија од црвено-црни облечени, бевме интересни за случајните минувачи, па застанува, не гледа, не слуша, сака да се сликаат со нас. Беше многу интересно доживување. Од тука може да се каже дека навистина е убаво чувството да се биде дел од овој хор. Прекрасно чувство. Хорот Фрида има една единствена мисија, а тоа е да здружува прекрасни жени со своји прекрасни, да кажем, таленти за музика, но раѓаме љубов и среќа. Тука сме со една единствена визија и мисија, а тоа е дека никој не мора ништо, но сакаме се и можеме се. Никоја никому не ја тера да мора да оди да доаѓа на проби, ние тоа го сакаме. Со секоја нова проба учиме нешто ново. Секоја нова проба ни е дополнителна радост и среќа. И всушност се мотивираме и охрабруваме самите меѓу себе. Толку многу жени различни меѓу себе, различни професионалности, да. Меѓутоа нешто кое што само не охрабрува, не мотивира да станеме и посилни, и посилни, и посрекни и на крају крајева и растеме и напредуваме со тоа. Ја напоменавте самата мисија на хорот. Која е вашата мисија? Но која е она главна порака која што се пренесува преку новата и единствена химна на хорот? Еве, па тоа може еве и Дијана да одговори. Ако не е проблем. Добро утро од мене. Песната се вика, нашата химна се вика песната Елек и всушност сакаме да пренесеме една порака дека низ музиката, низ пеењето, низ дружбата, низ она женска солидарност што имаме сите меѓу нас таму, ние на некој начин не само што се забавуваме и се дружиме, туку и меѓусебно се лечиме. Значи сите ние кога ќе дојдеме на пример на пробата, доколку имаме некои проблеми, денот не ни поминал добро да речеме, после тоа секако се осеќаме многу поубаво, со позитивна енергија, многу повесели, меѓусебно се поддржуваме, се тешиме. Исто така нашиот хор поради тоа е да речам терапевски хор и забавен хор, аматерски и секој од нас доаѓа и има можност да пее и да игра цел час еднаш неделно. Може ли да напоменеме нешто за самата агенда на промоцијата на новата единствена химна? Да, промоцијата помина, како што каже Александра, со изведување на нашата химна за прв пат пред публиката и исто така со покажување на нашиот спот. Други детали не би открила сега во моментот. Она што можам да го кажам е дека ние интензивно се спремавме на нашите проби за да можеме да изведеме не само химната, туку и останатите песни кои што ги имаме во нашиот репертоар, бидејќи имаме и
и доста закажани настапи во текот на периодот што следи, меѓу кои што се некои настапи кои што сакаме да ги изведеме на културните лета во самите општини што ги организираат, а освен настапите, исто така би открила дека се спремаме за едно патување, кое што ќе ни помогне можеби да се запознаеме подобро, да се дружиме, да се забавуваме успесно. Како течаа самите подготовки? Напоменавте дека навистина сте се подготвувале за промоцијата и воедно за химната. Нашите проби се навистина уникатни и забавни. Ние сме таму секогаш расположени, не само за песна, туку и за игра. И можам да кажам дека тој час и половина ни летнува навистина брзо. Едноставно сакаме секогаш да трае подолго, да биде повеќе, бидејќи енергијата што понесувате после таа проба и тој настап е навистина нешто што е вредно да се доживее и што секој од нас би сакала со такво некое чувство на позитивна енергија да излезе и нормално после тоа да го прошири помеѓу фамилијата, да речеме. Женска енергија, различни националности, какво е чувството да се биде член во еден таков хор со оглед на тоа дека станува збор за различни националности, различни култури, колку е тоа пак уште поинтересно? Чувството е многу прекрасно. Јас го нарекувам моето среќно место. Долго време сакав да си најдам ваква дружина која што ќе бидам прифатена, аматерски да пеам и да се забавувам и едноставно да ја уживам онаа женска солидарност што е навистина важна за да може во моментот кога се наоѓате доле некој да ве поткрене, да бидете горе и да се најдете па вие во позиција понатаму некого да поткренете и таа љубов и енергија позитивна што ја шириме навистина е нешто премногу вредно. Што исто сакам да го напоменам е дека нашите социјални медиуми се полни со пораки во инбокс, значи многу жени сакаат да ни пристапат, заинтересирани се, така да се надевам дека ќе има можност за секој една што сака да стане дел од овој хор да се пронајде, да си го пронајде местото во истото. Убаво е да се слушнат вакви убави, интересни работи, поготово за еден хор кој што навистина има вложување, женска енергија и пред се среќа и радост, освен тоа што треба да се завршат тие работни обврските, така да ги наречам. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме нешто за новата химна. Ви благодариме. Се надевам дека уживавте во ова вклучување на лице место. Ние се разбира дека повторно ќе сме во етерот со нова интересна и актуелна тема.